4 титули куп во кариерата има. Може ли до петата? Бажилиовски и Захов. И тоа е гол! И тоа е победа на Пелистер. Пелистер е освојувач на фудбалскиот куп на Македонија. Преку пенал рулетот со 4-3. Битолчани ќе играат во квалификациите на Европа лигата. Не е победник Шкендија, секако Пелистер, кој го освојува 25-тото издание на фудбалскиот куп на Македонија. Гледате, сакаат навивачите на Пелистер да споделат радоста со своите играчи, со своите фудбалски херои. Шкендија е детронизирана, Шкендија го препушта пехарот на битолски Пелистер во финалето на македонскиот фудбалски куп. Битолчани имаат право да се радуваат сега, вистинска мешаница на оној дел од трибините каде што се наоѓаат навивачите на Пелистер. Мора да се одржи регуларноста до крајот, затоа што сега следува доделувањето на пехарот во тој свечен дел. Председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски ќе го додели пехарот на битолчани, на капитенот на екипата од Битола Филип Миленковски, кој ќе има чест прв да го подигне куп трофеот, куп пехарот. Пелистер е новиот освојувач на Македонија во купот. Втора куп титула за битолчани по 2001 година. Чека, но дочека битолчани да се радуваат на трофеот. 2001 во Скопје совладаа слога со 1-0, а сега Шенсои и неговите играчи со право се радуваат на победата. Тактиката на Пелистер успеа, дисциплината во играта, во одбраната е клучот на победата на Пелистер. Мора да им се одаде признание и на играчите на Шкендија за фер, коректниот, борбениот однос, за желбата да победат, да го одбранат трофеот. Играа напаѓачки, играа добро, ја контролира играта во најголемиот дел од овие 120 минути во Струмица. Меѓутоа на крајот се радуваат фудбалерите на Пелистер и нивните чкембари. Уште еднаш екипата на Пелистер, освојувач на купот, ќе го пренесуваме и доделувањето на пехарот во Струмица. 25-то издание. Пелистерци се радуваат на куп титулата. Не е важно како ќе завршат сега во домашното првенство, бидејќи со ова се исполни сонот и на навивачите на популарните чкембари, нивниот тим да игра во Европа, во квалификациите на Европа лигата, и сосема заслужено Пелистер доаѓа до титулата во купот. Беше посконцентриран, во одделни моменти од мечот создаде и шанси кои беа далеку по-конкретни во однос на оние кои ги имаше Шкендија, и кога се ќе се стави на вага, победи потрпеливиот тим, оној кој имаше повеќе концентрација во финалето, па дури и желба можеби за победа. Одиме доле на теренот каде што е колегата Бранко Казаковски, има соговорник, па одиме во живо. Еве, екипата на Пелистер го освои вториот куп на Македонија, вториот трофеј во купот на Македонија по 2001 година. Овој пат на стадионот Младост во Струмица Пелистер ја совлада Шкендија со 4:3 во пенал. Серијата по регуларните 90 минути, по продолженијата немаше голови, беше 0:0. Па еве, тука го имаме во живо херојот на
Битолчани на Пелистер на овој надпревар. Бажи Илиевски ти го погоди последниот пенал. Ова ти е пета титула во купот со трет различен клуб и немаш пораз во финалињата од купот. Јас се надевам така и ќе остане уште некоја титула и без пораз се разбира. Да, надпревар во кој што мислам дека бевме и подобар противник, можеби Шкендија имаше иницијатива, но ние бевме поопасни. Утнавме две, да не речам, може и три конкретни шанси, додека противникот немаше ни една изгледна шанса, освен шутеви од далечина, така да мислам дека заслужено победивме, иако пенал рулетот е секогаш среќа, но мислам дека заслужено и може цела битола да се радува на ова и да биде горда на нас. Во текот на 90 минути и во продолженијата имаше две прекрасни шанси за погодок, не реализираше, но на крајот се искупи пред битолската јавност, пред битолските навивачи, колку ти беше потребно да ја содржиш својата самодоверба за да го изведеш тој решавачки пенал и да донесеш титулата. Да, утна две големи шанси, малце нераздрма, но сепак останавме сконцентрирани. Ете се види и последниот пенал. Знаете како е, јас сум искусен играч, додека не дојде последниот свиреш, не се откажувам, така да мислам дека само може да се радувам и да славиме во битола. Може ти благодарам, ќе да оставам да славиш со твоите колеги и ти посакувам многу среќа и уште титули во Купот на Македонија. Благодарам и на вас. Сега ќе имаме уште една изјава од фудбалер на екипата на Пелестер, тоа е Кристијан Тошевски, младинскиот и сениорскиот репрезентативец на Македонија, кој исто така одигра одличен надпревар, како што кажав, ова е втора титула за екипата на Пелестер. Кристијан, честито. Ова беше еден тежок надпревар за Пелестер, доста истрепувачки, немаше многу убавина како што сме навикнати да гледаме финалиња на куп, но сепак Пелестер победи во пенал серијата. Колку беше тешко да се одигра овој надпревар? Многу тешко, очекуваме дека тешко ќе биде. Екипа на Шкендија е екстра екипа, одлична. Дававме се од себе. Господ беше со нас на пенали. Ова е втор пат кога ги добијам Шкендија на пенали и верувам дека можеме да ги добиеме. Ова е втор куп трофеј за тебе, пооно е со екипата на Титакс. Како е чувството? Преубаво чувство, не знам да опишам, не можам. Кристијан, ти благодарам, ти посакувам многу успех и уште многу титули во купот. Секоја чест. Ние продолжуваме со колегата Бранко Илиевски да се одјавиме од овој фудбалски надпревар, ова јубилејно 25-то финале во Купот на Македонија. И сега сме со слика доле на теренот, каде што го очекуваме и доделувањето на пехарот. Ова се играчите на Шкендија во друштво со председателот на Фудбалската федерација Илчо Георгиевски. Честитки за сите. Вечерва во Струмица, навистина празник на фудбалот, освен оној мал прекин кој од 10 минути поради некоректното навивање на навивачите на двете навивачки групи, но сето тоа се разреши на најдобар можен начин со реакција на капитените на Шкендија и Пелистер. Поздрав на председателот на федерацијата Илчо Георгиевски со играчите, стручниот штаб на Шкендија, а потоа ќе следува оној момент кога ќе се додели пехарот на фудбалерите на Пелистер, кои сосема заслужено имаат право да се радуваат на овој трофеј во македонскиот фудбалски куп. По втор пат во клубската историја стигнуваат до овој, и тоа како важен пехар во македонскиот фудбал, и што е уште поважно за битолчани, тие ќе играат во квалификациите на Европа лигата на најдобар можен начин, ќе крунисаат ова за нив секако успешна сезона и овој период во кој влегува во шампионатот на Македонија со извонредна форма, без пораз, 7 меча во низа. Круна се е трофеот во националниот фудбалски куп. Пелистер од Битола, освојувач на трофеот во купот на Македонија. Ги гледате играчите на Пелистер, победници за 2017 година.
веројатно и полицијата потоа ќе дозволи на навивачите на Пелистер да трчаат на теренот и да се поздрават со играчите, да го дигнат заедно пехарот откако ќе им биде доделен од страна на председателот на Фудбалската федерација на Македонија. Тоа се тие херои на Битола во моментов фудбалски кои го носат Пелистер во фудбалска Европа, во Европа лигата, ќе го запишат на европската фудбалска мапа. Аплауз за освојувачите на Купот на Македонија, 25-то издание Пелистер. Радоста е огромна, радоста е заслужена, тешко извојувана победа на најтежок можен начин, по 120 минути исцрпувачка борба, по изведување на пенали во кои грешеа едните и другите, а Пелистер втората шанса што им ја даде Шкендија ја искористија и дојдоа до трофеот во националниот фудбалски куп. Во секој момент и официјално ќе го добијат овој пехар. Го гледате Шенсој, тренерот на Битолчани, кој во третиот обид во својата кариера како тренер успева да дојде до куп трофеј. Претходно не успеа како тренер во Бугарија со Пирин и со Билиш да се израдува на пехарот, но сега зрело го водеше својот тим, тактички. Пелистер не сгреши и некој го однесе пехарот пред време, а тоа е токму Шенсој. Во секој момент официјално ќе биде доделен пехарот на Битолчани како победници на националниот фудбалски куп на Македонија. Интернационалци има во редовите на Пелистер, бразилци, играчи кои и тоа како му помогна на битолскиот тим да дојде до трофеот, бугарите Илиев и Ковачев, бразилците Ферейра, потоа Родригес, Силва. И еве го тој момент кога Миленковски ќе го подигне пехарот за победата во финалето во Струмица, која се покажува како талична, магична, волшебна за Битолчани. Пелистер е победник на фудбалскиот куп на Македонија. Ве оставам да уживате во овој момент, почитувани. Јас се одјавувам. Пелистер шампион на Македонија во фудбалскиот куп на нашата држава за 2017 година. Благодарам за вниманието. Следно на програмата од преносите на телевизија Нова, време за фудбалските херои, јуни, фестивал, месец на фудбалот, U21 Европското првенство на телевизија Нова, 18 преноси и се надевам ќе се радуваме на успеси на младата репрезентација на Македонија. Пријатно!